Разговорот во денешното интервју на телевизија Мега го посветуваме на Инспекцијскиот совет на Република Македонија. Која е работата и кои се надлежностите на ова тело? И секако, кој, како и зошто може да поднесе пристапка до овој совет? Мој денешен гостин е госпоѓата Иринка Ќосева, член на Инспекцијскиот совет на Република Македонија. Најпрво, добре дојдовте во студиото на телевизија Мега и ви благодарам за времето кое го одвоивте. Така, добар ден, ви благодарам за поканата. Ќе започнеме со представување на ова тело. Се надевам дека на нашите гледачи ќе им биде интересно да го представиме Инспекцијскиот совет на Република Македонија. Инспекцијскиот совет е релативно нов државен орган. Постои 3 години. Се состои од председател и 6 члена, кои што по пат на јавен конкурс ги избира владата на Република Македонија. Основата за формирање на Инспекцијскиот совет е во Законот за инспекцијски надзор и Инспекцијскиот совет всушност представува едно тело кое што е координатор на работата на сите инспекцијски служби и инспекторати. Кои се надлежностите на Инспекцијскиот совет во однос на Законот за инспекцијски надзор? Делокругот на работа на Инспекцијскиот совет е доста голем. Инспекцијскиот совет ја следи и координира работата на сите инспекторати и инспекцијски служби, но исто така ја следи и работата на инспекторите. Имаме обврска да работиме на континуирана едукација на инспекторите, да спроведуваме испити за инспектори, да вршиме лиценцирање за инспектори, издаваме лиценци, но и одземаме лиценци на инспектори, водиме дисциплински постапки, исто така организираме координирани надзори, имаме и други надлежности за кои што ќе зборуваме во текот на емисија. Така, споменавте дека надзор се врши над инспекцијските служби, над кои се инспекцијски служби и колку од нив се во делокругот на работа на Инспекцијскиот совет, што опфаќа, а што не е вклучено во овој надзор кој вие го вршите? Инспекцијскиот совет можам да кажам дека повеќе врши координирање на работата отколку надзор над самите инспекторати. Во Република Македонија постојат 14 државни инспекторати и уште многу инспекцијски служби кои што работат во рамките на органите на државната управа, но и во рамките на органите на локалната самоуправа. Ние сме надлежни над сите тие 14 државни инспекторати и на уште толку инспекцијски служби во рамките на државната управа. Немаме надлежности над инспекцијските служби кои што работат во локалната самоуправа, исто така немаме надлежности над инспекторите кои што работат во управата за јавни приходи и над инспекцијските служби во рамките на Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи. Во однос на бројот на надзори кои се вршат во текот на една година, колку вакви инспекцијски надзори вршите и дали има потреба од зголемување на бројот? Така, во овие 14 инспекторати и 14 инспекцијски служби во моментот работат околу 840 инспектори. На годишно ниво овие инспектори вршат околу 200.000 надзори. Ние како инспекцијски совет не сме толку насочени кон зголемување на бројот на надзорите, за нас е многу побитно квалитетот на тој надзор. Ние ги следиме најдобрите светски практики, кои што одат по еден принцип, кај што се вели дека не е практично да се пронаоѓа и казнува секоја неправилност. Бидејќи тоа бара и многу ресурси, многу голем број на инспектори, а не дава резултат. Значи, во светот се оди кон една тенденција да се планираат паметно надзорите. Што тоа значи? Значи, секој надзор да се врши врз претходно извршена анализа на ризик. Односно, се собираат податоци од претходно извршени надзори, се ствара една база на податоци за однесувањето на субјектите на надзор, дали тие биле во голема мера усогласени со законите, дали ги прекршувале законите, така да ние во иднина сме насочени кон тоа да надзорите ги бидат таму каде што има потреба, каде што имало претходно утврдени голем број на недостатоци, додека оние субјекти на надзор, кај кои што има добро поведење, кај кои што е констатирано дека почитувањето на законската регулатива е на многу високо ниво, во идниот период ќе бидат многу поретко посетување од инспекции. Еве во однос конкретно на работата на еден инспектор, без разлика од која било служба доаѓа, што е предмет на надзор, а што не е предмет врз неговата работа?
Во однос на тоа како ја изведува самата постапка или во однос на одлуката која ја донесува по одреден, спроведен инспекцијски надзор од страна на самиот инспектор? Така, значи работата на инспекторот се оценува на два начина. Постојат два критериума: квантитативни критериуми и квалитативни критериуми за оценување на инспекторите. Квалитативните критериуми се однесуваат на квалитетот на неговата работа, а додека на квалитетот на неговата работа и на бројот на решенија кои што тој ги носи и кои што се потврдени од второстепените органи. Квантитетот на работа е колку тој ги извршува неговите месечни и квартални планови, бидејќи за секој инспектор на месечно и на квартално ниво се предвидува одреден број на надзори кои што тој треба да го изврши. И доколку го исполнува тој план, инспекторот може да биде добро оценет. Доколку не го исполнува, добива пониска оцена. Во однос на инспекцијските служби во Република Македонија, каква е нивната моментална кадровска екипираност? Како што кажа, во овие инспекцијски служби работат 840 инспектори. Нашите анализи покажуваат дека ова е само околу 70% од потребниот број на инспектори кои што треба да работат во тие служби. Од друга страна, имаме една многу неповолна старосна структура кај инспекторите. Голем дел од нив за некои 5-6 години ќе заминат во старосна пензија. Значи, во скоро време треба да настане едно освежување, кадровско освежување во сите инспекторати и инспекцијски служби. Тука морам да напоменам дека еве како една олеснителна околност е тоа што минатата година инспекцијскиот совет спроведе 4 сесии за полагање испит за инспектор и издаде околу 1200 лиценци за инспектори, така да сега има најмалку околу 300 кандидати кои што веќе имаат лиценци за инспектори, а во моментот работат на други работни позиции, дали во самите инспекторати или во органите на државната управа, па во наредниот период би можело со нивно прераспределување овој број на потребни инспектори да се постигне. Така, да дојде до тоа освежување, да. кадровско освежување во овие инспекцијски служби. Самото формирање на инспекцијскиот совет дојде како потреба за реформа во инспекцијскиот систем. Во која насока се овие реформи? Така, значи во 2013 година во октомври Собранието на Република Македонија донесе измени и дополнувања на Законот за инспекцијски надзор. Со тие измени и дополнувања всушност отпочна тој реформски процес во областа на инспекцијскиот надзор. Инспекцијскиот совет е формиран токму во таа насока да биде носител на таа реформа. Потребата од реформата беше пред се поради постоењето на една перцепција во јавноста дека инспекцијските служби не работат доволно ефикасно и ефективно, дека не се многу добро координирани. Бизнис заедницата знаеше да се пожали дека често пати е посетувана во многу краток период од различни инспекцијски служби, а сето тоа представува едно непотребно оптоварување на нивната работа. И токму во таа насока, за да ја зголемиме ефикасноста, ефективноста, координираноста, транспарентноста на инспекцијските служби, ја започнавме оваа реформа. Токму така споменавте дека Советот е формиран во 2013 година, што значи нешто повеќе од 3 години веќе работи како орган, и во однос на овие реформи каков напредок е постигнат? Така, Советот е формиран во јануар 2014 година, после носењето на законот во 2013 година, и можам да кажам дека за овие 3 години од нашето постоење успеавме да ги поставиме основите на оваа реформа, а реформата очекуваме да трае малку подолго, бидејќи се работи за една доста комплексна и обширна реформа. Во овој период ние преку носење на правилници, подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за инспекцијски надзор, преку воведување на регистри за инспекцијските служби, успеавме да постигнеме една хармонизација во работењето на овие инспекцијски служби. Сега сите овие инспекцијски служби на ист начин ги планираат надзорите, на ист начин ги изведуваат надзорите, не известуваат за тие надзори.
Исто така, преку регистрите формиравме една голема база на податоци, која што во иднина ќе ни биде потребна за тоа паметно планирање на инспекцијски надзори, односно за правење на анализа на ризик. Значи, инспекторите во овие изминати 3 години не известуваат за секој извршен надзор, за мерките кои што се донесени во тој надзор, кој закон бил прекршен, кои членови од законот биле прекршени, така да сега имаме доста материјал да направиме уште посеопфатни анализи за да ги одредиме нашите наредни чекори. И тоа што е битно, во овој период успеавме да воспоставиме систем на континуирани обуки на инспекторите. Обучивме 60 инспектори од редот на инспекторите да бидат едукатори за нивните колеги, за континуирано да ги информираат за законските измени, за новините во инспекцијскиот систем и од друга страна го спроведовме и процесот на лиценцирање на инспектори. Така, значи, поставување на стандарди во сите инспекцијски служби, собирање на бази на податоци и како што споменавте тие обуки со кои повеќе се олеснува работата на инспекторите е она што е постигнато. Кои се плановите за периодот кој следи? На кој поле ќе се работи? Значи, јас повеќе пати спомнав транспарентност. Значи, тоа што во моментот работиме е да ја зголемиме транспарентноста на самата инспекцијска постапка, односно да се приближиме кон бизнис заедницата и кон останатите субјекти на надзор. Во моментот се работи на чек-листи по сите закони по кои што е предвидено инспекцијски надзор, а тоа не се малку закони, тоа се околу 200 закони. А работиме чек-листи во кои што јасно ќе се дефинираат сите барања по одреден закон. Тие чек-листи очекуваме до крајот на годината да бидат поставени како на нашата веб страна, така и на веб страните на другите инспекторати. Така да било кој субјект кој што е заинтересиран да ја усогласи својата работа со законските барања, може едноставно да ги земе тие чек-листи и да сам да си направи проверка на својата усогласеност со законската регулатива. Нема да има потреба да чека да биде посетен од инспекцијска служба, да биде казнат, па после да се усогласува. Туку еве, по тој принцип на доброволна усогласеност, сам да се усогласи со законските барања. На тој начин ја зголемуваме транспарентноста на инспекцијскиот надзор и сите ќе знаат што ќе ги очекува кога ќе бидат посетени од инспекција. Во однос на транспарентност, она што исто како тема би сакала да го доближиме до нашите гледачи е тоа кој, зашто и како може да се обрати до инспекцијскиот совет? Инспекцијскиот совет, значи, постапува по претставки од граѓани и тоа во два случаи. Едниот случај е кога претставките се однесуваат на работата на самите инспектори. Кога граѓаните или правните субјекти не се задоволни од начинот на кој што се однесува инспекторот при теренската постапка, ако тој се однесувал непрофесионално, неетички, корумпирано или слично, тогаш за тоа треба да го известат инспекцијскиот совет. Ние како инспекцијски совет имаме законска обврска еднаш месечно да организираме јавна седница и на таа седница ги разгледуваме сите такви претставки во кои што граѓаните се жалат на работата на инспекторот. Доколку се утврдат навистина сериозни престапи, тогаш се покренува дисциплинска постапка, а епилогот од таа дисциплинска постапка е одземање на лиценцата. Согласно нашата законска регулатива, ако на еден инспектор му биде одземена лиценцата во дисциплинска постапка, после тоа следува губење на работниот однос. Другиот случај во кој што граѓаните ни се обраќаат, тоа е кога тие веќе претходно се обратиле до некој инспекторат или инспекцијска служба со барање за да се изврши некаков инспекцијски надзор и не добиле никаков одговор од инспекцијската служба, односно надзорот не бил извршен. Тогаш тие треба да го известат инспекцијскиот совет и ние имаме законска обврска во рок од 3 дена да издадеме налог директно до директорот на инспекторатот или раководното лице на инспекцијската служба, а тие пак во рок од 3 дена треба да го организираат надзорот и за тоа да го известат инспекцијскиот совет. Значи, тие се тие два случаи кога граѓаните треба да ни се обраќаат на нас, тоа е кога се жалат на работата на инспекторите или пак кога се незадоволни од постапувањето на самиот инспекторат. Овде сакам да направам една дистинкција
помеѓу државните инспектори и овластените инспектори. А инспекцијскиот совет е надлежен само над работата над државните инспектори. Ние како инспекцијски совет немаме надлежности над овластените инспектори. Граѓаните многу често знаат да ни се пожалат на овластените инспектори дека не се задоволни од нивната работа и слично. Во тој случај ние таквите представки ги препраќаме до градоначалниците на соодветните општини, бидејќи единствено тие се надлежни да ја контролираат работата на овластените инспектори. И уште еден случај има кога граѓаните од невнимание, кога добиле некакво решение или друг инспекцијски акт од инспекторите и не се задоволни од содржината на самото решение или пак не се задоволни од изречената мерка, наместо до надлежниот орган второстепен, а тоа е Комисијата за одлучување во втор степен во инспекцијска и прекршочна постапка, тие се обраќаат до инспекцијскиот совет. И во тој случај ние ги препраќаме представките, но би упатила еден апел до граѓаните да ја прочитаат внимателно правната поука, таму е многу јасно кажано кој е второстепен орган за жалење и своите жалби да ги упатуваат до надлежната комисија. Во однос на тоа поднесување на представки кои се наменети точно за до инспекцијскиот совет и оние кои по било кој основ граѓаните без разлика дали од незнаење или од брзање не е доволно информирани во однос на правната поука, колку често добивате вакви представки? Има ли многу? Можам да кажам дека во изминатата 2016 година преку 200 представки добивме од граѓани, од нив околу 50 беа за работата на инспекторите, а другите представки беа со барање за издавање на налог за инспекцијски надзор. Очекувате ли во иднина овие бројки да се намалат? Бидејќи сме релативно нов орган, јас не знам и колку се граѓаните информирани дека можат да доставуваат представки до инспекцијски совет. Мислам дека вака ако преку емисија, ако ги повикуваме граѓаните, ако знаат за нашата работа, дека може малку и да се зголеми овој број на представки. Така. Како член на инспекцијскиот совет, вие сте надлежни од областа на градежништвото, урбанизам и транспорт. Ајде малку на самиот крај на овој наш денешен разговор да ја опфатиме и оваа тема. Каква е состојбата во овие сектори? За овој сектор е карактеристично тоа што надлежностите се поделени помеѓу државните инспектори и овластените инспектори. Например, во областа на градежништвото, многу јасно со Законот за градење се дефинирани надлежностите на државниот инспектор и надлежностите на овластениот градежен инспектор. Државните инспектори ги контролираат само објектите од прва категорија. Тоа се објекти како што се државните патишта, потоа објекти наменети за администрацијата, објекти наменети за терцијалното здравство, за универзитетите и така натаму. Тие објекти најчесто се финансирани од страна на државата и овде имаме многу мали прекршувања, многу мали одстапувања од одобрението за градење или од основниот проект. Така да најчестата мерка што овде може да се изрече е некаква едукација за изведувачите. Но од друга страна пак објектите од втора категорија кои што ги контролираат овластените инспектори, тука веќе имаме доста поголеми проблеми. Знаете дека е присутна појавата на бесправно градење и тука се донесуваат многу повеќе решенија за отстранување на објекти, но како што кажав, тоа не е во наша ингеренција. Во областа на транспортот, можам да кажам дека овој инспекторат во последните години се бори против една појава на нелегален патнички и нелегален превоз на патници и стоки во Република Македонија. Сите сме сведоци дека постои таков нелегален превоз без лиценци. Инспекторите се насекаде, изрекуваат доста казни, доста мерки. За разлика од другите инспекторати, кај овој инспекторат бројот на изречени мерки е скоро најголем. Во 50% од надзорите овде имаме некаков наод и се надевам дека со нивната работа ќе успееме да ги сузбиеме тие немили појави.
Така, да има подобрување на тоа поле. Јас ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вашето гостување. Се надевам дека бевме доволно интересни за нашите гледачи и успеавме да ја представиме работата на инспекцијскиот совет, но и секако да дадеме неколку совети и еве некој апел за тоа како треба да постапуваат во одредени ситуации. Ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и на вас, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот за работата на инспекцијскиот совет. Ќе повторам уште еднаш, се надевам дека презентиравме доволно интересни и корисни информации. Ви благодарам за вашето внимание.